Повеќе сакам да сум надвор со деца. Сакам и на телефона, ама вака ми е поинтересно. Најинтересна ми беше народната. Мотивот генерално е зачувување на традициите кои ги на некој начин ги негуваме, а како второ и основно на нашето здружение е таргет групата децата и младите во акција за подобар свет. Сметаме дека со овие игри ќе придонесеме во нивното развивање, враќање на традицијата која што била тука, на кој начин се живеело порано и оттргнување од оние електронски уреди кои што денеска го заземаа нивното внимание. Мислам дека во ова денешно време кога учениците, децата се повеќе време поминуваат со телефони и со сите овие денешни што ги имаме, оваа технологија што ни е развиена, мислам дека е убаво да овој настан, фестивалот на стари игри кој што беше денеска организиран, да можат да се запознаат со некои веќе се запознаени, игри кои што се дел од нашето детство, за да можат да согледаат или видат како нашето изгледало детство, до некаде многу побезгрижно од ова денешново што го имаат тие. Направивме некој концепт на игри кои се познати во Македонија, но се општо познати низ целиот свет, така децата ќе се доближат до сите деца на светот преку игрите. Значи, и ги поделивме во 3 различни групи игрите, значи некои што се физички, како народна, сакате ли војна, плочка, ластик. Сите тие игри можам да кажем дека се навистина стари, потекнуваат некои од 7 век, некои уште пред нашата ера, потом умствени игри, како што би ги нарекле, значи шах, табла, кои се доста стари, шахот да речеме од 6 век од нашата ера, потоа игри како X0, брза географија, и не лути за човече. Палат некои елементи, значи да речеме некоја песничка што била придружна во играта, сега да речеме исклучена таа песничка, поедноставни се игрите, по-безбедни на некој начин. Сепак, значи, и ние игрите што јас се сеќавам и секој друг постар се сеќава од детството се променети, значи нема никаква изворна форма на која игра. На живот се менува и децата го гледаат она што е наоколу нив, и ние сме со телефони, па и тие се со телефони. И да, исто ќе напомнам дека во истражувањето, подобри наблюдувањето видов дека многу деца на телефони заедно се, ама преку некаква таква комуникација. Некои деца кои не им се познат игрите, но многу брзо се прилагодија и навистина игрите се доста едноставни, секој може да ги игра. Денеска го завршуваме овој прво издание на овој фестивал со одлични впечатоци, со голем успех, а тоа го гледаме според изразот на сите учесници што беа тука, дечињата кои има можност да го посетат Музеот на Македонија, да проследат класичен концерт на тема 12 разгледници од Македонија, на стари македонски теми обработени во современ стил и на некој начин оставаме простор за продолжување на настанов да остане во традиција и во наредните години.